Референдумот не е услов ниту предуслов за спроведување на договорот од Преспа, смета грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас. Во интервју за Ерата тој вели дека премиерот Заев и председателот Иванов биле избрани со помал број гласови од тие што ги доби опцијата за на референдумот. Кодзијас во интервјуто откри дека прогнозите на македонската влада за излезност на референдумот биле меѓу 40 и 45%, додека Грција прогнозирала излезност од 40 до 42%. Договорот вели дека референдумот е избор на владата на Скопје, но не е ниту услов, ниту предуслов, ниту правно барање за имплементирање на договорот. Ова е од голема важност. Сега одиме на политичкиот дел. Голем процент е 37 до 38% излезност. На прв поглед, кога некој го гледа, ако не ги знае балканските политики и политиката на Скопје и нивната реалност, ќе каже дека е мал. И логично е. Но ако знае колку гласови се овие 37 и 38% и што се случи на претходните избори, тогаш ќе свати одредени работи. Денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг истакна дека будно го следеле референдумскиот процес во Македонија и ги поздрави граѓаните кои дадоа поддршка на договорот. I welcome the yes vote in the referendum. It is up to Skopje to decide on the next steps. NATO is ready to welcome the country as our 30th member. But the only way is to implement the name agreement. There is no other way to NATO membership. Accession talks have already begun, and I expect that we will conclude them by January next year. Во интервју за грчката телевизија Sky пак вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска вели дека граѓаните кои гласаа за ќе имаат уште една шанса одново да ја пратат пораката на избори. Таа вчера на пресконференција во владата подвече дека повеќе од 91% од излезените, односно повеќе од 600.000 граѓани, избраа да гласаат за Европска Македонија. Политичката идеја, нашата татковина да обезбеди европска иднина, доби повеќе гласови за од било кој победник на било кој парламентарни избори од независноста на нашата држава до денес. Одлучија гласовите на тие кои гласа. И тоа беше порака која што ја испраќавме до граѓаните на оваа држава низ цела кампања. Тие што избраа да гласаат со огромно мнозинство ја поддржаа идејата за Европска Македонија. Во интервјуто за Ерата Кодзијас меѓу другото истакна дека добрите односи меѓу Македонија и Грција се од клучно значење за стабилноста на регионот и дека заедно треба да работат на стабилизирање на Македонија, бидејќи со тоа ќе се стави крај на сите идеи за големи држави на Балканот.